Добар ден, почитувани гледачи. Добро дојдовте во уште една емисија Лилма. Денес сакам да зборувам и да ве запознам со лековитоста на црвениот кантарион. Црвениот кантарион, или по латински Erythraia centaurium, или уште познато во народот како трескулова трава, горчливка, потоа некои нарекуваат самовилска трева, басма, бајче. Има доста имиња за оваа билка, грозничева трава, грозница и слично. Значи, оваа билка се карактеризира така што расте претежно, преферира каменети почви, претежно може да се најде на суви, но некогаш знае да расте и на влажни ливади. Расте на планински места, многу битно да се напомене, се карактеризира со тоа што билката расте негде околу 50 сантиметри, значи не е многу висока билка, станува збор за билче кое што може, доколку нема влага, може да биде многу мало па да го згазите и да не го видите. До 50 сантиметри, 30 до 50 сантиметри, доста разгранато е оваа билче, а секако на врвот се поставени незините цветови кои што се со виолетова, розева или некогаш бела боја. Оваа билка во незиниот состав има доста јак хемиски состав, односно има доста компоненти кои што се јаки од типот на железо, од типот на натриум, смоли, шеќери, алкалоиди, горчливи супстанции и слично. Од билката се употребува надземниот дел, односно се употребува цветот заедно со листовите, значи претежно се бере негде околу 50 сантиметри, значи до незиниот корен. Секако немојте оваа билка, да напоменам дека немојте оваа билка да ја корнете, бидејќи станува збор за една билка која што е доста загрозена, поради тоа што има доста несвесни берачи, па апелирам да ја берете свесно, да оставате од оваа билка за да може да се размножи. Бидејќи оваа билка е едногодишна или двегодишна, па затоа не би сакале да ја искорениме од нашата прекрасна Македонија. Во народната медицина оваа билка се употребува за многу заболувања, претежно како горчлива билка, бидејќи ова е една од, да речем, најгорчливите билки заедно со пелинот, а секако знаме дека и во народот е познато дека колку билката е погорчлива, толку е полековита, токму станува збор за црвениот кантарион, а со тоа се употребува за лекување на дигестивни проблеми, односно за проблеми со желудникот, проблеми со цревата и дебелото црево. Пред се, оваа билка може да се употреби кај гастритис, бидејќи станува збор за, бидејќи има два типа на гастритис со повеќе киселина, односно со вишок на киселина, и гастритис со помалку киселина. Оваа билка исклучително се употреба кога вториот тип на гастритис, односно кога станува збор за намалена киселина, бидејќи го стимулира желудникот да се лачат повеќе желудочни сокови, а со тоа го отвора апетитот, многу е добро за оние кои што немаат апетит, кои што имаат гадливост према храната. Потоа се употребува за гастритис, бидејќи го намалува воспалението, го обложува желудникот со заштитен слој кој што му е потребен за подобра функција. Може да се употребува кај болки во стомакот, кај болки во желудникот, кај нервозен желудник. Поготово би ја препорачал да се користи после јадење, кога имаме всушност чувство дека сме прејадени, или кога едноставно осеќаме дека имаме како камен на нашиот стомак, оваа билка е изванреден лек за сите тие проблеми. Потоа е доста добра за цревата, ги чисти цревата и подобрува функцијата на цревата. Изванредна билка да се употреба поради незината горчина кај лекување на паразити и глисти. Сите оние кои што го имаат тој проблем, а бидејќи сите имаме паразити, би препорачал периодично да употребувате оваа билка за чистењето на организмот. Потоа може да се употребува ги хемороиди, внатрешни или надворешни, бидејќи го намалува воспалението, подобрува циркулацијата, го подобрува дебелото црево, односно исфрлањето на најразлични токсини. Потоа може да се употреби кај проливи, бидејќи има доста танини во незиниот состав, може да се употреби против повраќање, бидејќи инстантно го запира повраќањето. Потоа доста добра е за чистење на црниот дроб. И една од моите број 1 билки за лекување на секакви болести на црниот дроб, почнувајќи од најтешките, кај рак на црниот дроб може да се применува, кај цисти на црниот дроб, кај цироза, кај замастен црн дроб, бидејќи како што реков, горчливото разбива.
Па така сите оние кои што имаат проблеми со замастен црн дроб и секакви проблеми со црниот дроб би требало да употребуваат оваа билка. Се применувајќи триглицериди и масноти во период од 40 дена, многу брзи резултати дава во решавањето на истите. Потоа, бидејќи самата билка ја подобрува циркулацијата, многу е добра за кардиоваскуларниот систем, за подобрувањето на работата на срцето и сеопшто за циркулација. Покрај тоа, што се употребува кај овие заболувања, може да се употреби кечир на желудникот или на 12-палчното црево во форма на масло, кое што ќе зборувам подоцна како да го припремите. Потоа може да се употребува за изостанати менструации, за бело прање, за стимулирањето на жолчката, бидејќи не за џабе, старите Грци ја нарекле дека оваа билка вреди 1000 златници и дека е всушност жолчка на нашата земја, бидејќи се употребува за сите овие заболувања. Помага во регенерација, помага во изборување, секако топло би ја препорача за сите оние кои што поминале тежок период, поготово за оние кои што имале хемотерапија, бидејќи знаеме дека хемотерапијата колку е корисна, толку и штетна, повеќе штетна колку што е корисна, бидејќи последиците од хемотерапијата се навистина сериозни и обично тие луѓе имаат гадење према храната, нагло ослабуваат и слично. Оваа билка навистина помага да се врати вашата животна сила, многу е добра за имунитет, многу е добра за зајакнување и за цврстување на организмот, го стимулира желудникот, едноставно го обновува целото тело и со тоа можете многу полесно да ги пребродите сите последици од хемотерапијата. Би ја препорачал и за анорексија, би ја препорачал за слабокрвните, би ја препорачал за сите оние кои што имаат послаба крвна слика, бидејќи незината боја, како што реков, на црвен кантарион се нарекува поради тоа што има доста железо. А бидејќи железото знаеме со црвена боја, самата билка асоцира дека всушност се употребува за крвта, бидејќи бојата нејзина го покажува истото. Затоа и народот знаел дека оваа билка се употребува за сите тие заболувања и затоа се применува. Но за среќа, фармацијата го има потврдено истото дека оваа билка е извънредна за слабокрвност, поради тоа што го стимулира апетитот, го чисти организмот и едноставно е подобрува функцијата на целиот дигестивен тракт. Зошто се нарекува самовилска трава или басма? Тоа е многу интересно, бидејќи народно верување е дека оваа билка всушност се создава така што самовилите всушност се играле со звездите и всушност звездите им паднале од рака, кога звездите паднале на земјата, токму од тука никнал црвениот кантарион. Затоа и оваа легенда е оставена во народот и е дадено тоа име токму на оваа билка. Но и со самиот тој назив дека е самовилска трава, всушност покажува дека е доста лековита и може да се примени за доста заболувања. Покрај тоа што е една од најдобрите билки за дигестивниот тракт, може да се употреби и кај мигрени, може да се употреби кај главоболки, може да се употреби кај благи форми на депресија, има доста лековити својства и за доста работи може да се употребува. Одлична билка е да се употребува против крварење, за најразлични крварења во организмот, крвави хемороиди, потоа е доста добра за кашлица, доста добра е за чистење на крвта и доста е добра за спуштен желудник, односно кила на желудникот. Кои лековити состојки, односно кои лековити препарати можете да ги припремите од оваа билка? Од оваа билка може да се употребат, односно да се направи чај, може да се употреби во форма на тинктура, во форма на масло и секако во комбинација со други билки. Чајот се припрема така што едно мало кафено лажиче сушена билка, цветот од оваа билка се попарува со 250 мл зувриена вода. Остојува 30 на минути, се процедува и потоа се пие 1 до 2 шолји на ден. Да напоменам повторно дека овој чај е навистина горчлив, јака горчина има во себе, така да сите оние кои што имаат проблеми, односно кои што не поднесуваат горки работи, не би ви ја препорачал и не би ви препорачал да ја засладуваат оваа билка со шекер, мед и слично. Треба да се пие како таков. Неизбежно е да не напоменам дека оваа билка е билка број 1 за сите оние кои што имаат проблеми со шекер, проблеми со диабет.
Дали е тоа диабет тип 1 или диабет тип 2 не е битно. Битно е дека оваа билка за многу брзо време може да направи пад на шекерот, односно го стимулира панкреасот, го враќа во функција и со тоа можеме да кажеме дека шекерот ќе се врати во нормала. Покрај тоа што се употребува значи и за диабет, многу е добра оваа билка да се користи за цисти, поготово крвави цисти, значи ја имам применувано за лекување на крвава циста на јајникот. Верувате или не, во период од 40 дена се припрема чај од неа, за 40 дена цистата ја нема. Како се прави овој чај? Значи, како што рековме, едно кафено лажиче сува билка црвен кантарион се зема, се попарува со една шолја зовриена вода. Се поклопува до 130 на минути и потоа овој чај се пие на главно 30 минути пред појадок во период од 40 дена. Значи не се прават паузи, туку се пијат во континуитет 40 дена. Оваквиот третман значи се употребува за сите оние кои што имаат проблеми со шекер, за сите оние кои што имаат проблеми со холестерол, масноти и за сите оние кои што имаат проблеми со цисти, поготово крвави цисти. Цисти на јајници, цисти на матка, не е битно. Јас од оваа билка значи припремам тинктура. Тинктурата е во размер 1:5, значи ова е тинктурата од црвен кантарион кој што можете да најдете кај мене. Се употребува, како што реков, за сите овие наведени заболувања. Од црвениот кантарион можете да си припремите и лековито вино во домашни услови, кое што е изванредно за лекување на анорексија, за слабокрвност, слаба крвна слика, за подобрување и подигнување на имунитетот и сеопшто за јакнење на крвта. Потребно ви е 20 грама црвен кантарион, 20 грама коприва и 10 грама шипинг, плод од шипинг. Сето тоа добро се измешува, може свежи, може суви билки, не е битно, се налева со 1 литар црно домашно вино. Се остава тоа да стои, значи, од прилика 14 дена до 20 дена, се процедува и се пие по една ракиска чашка на сабајле и една ракиска чашка навечер, 30 минути пред јадење. После испијана една доза, препорачливо ви е да си направите проверка на лекар, да се утврди вашата состојба. Доколку имате потреба, можете да направите уште 2 до 3 дози вакви од овој чај. За решавањето на проблем со паразити и глисти и сеопшто за подобрување на дигестивниот тракт треба да се комбинира со пелин и лист од орев. На вистина станува збор за еден многу горчлив чај. Потоа, значи можете да ја комбинирате и со други билки, може да се употребува и самостално. Сега, како што реков, значи маслото од црвениот кантарион, кое што е на вистина број 1 за лекување на чирна желудник и на 12-палчно црево, гастритис, проблеми со целиот дигестивен тракт. Се прави така што се зема црвен кантарион, полусвежа билка се става, лесно се наполнува во една тегла. Се налева ладно цедено сончогледово масло, 2 прстена од оваа билка, се затвара, се остава тоа на сончева да стои 40 дена. После 40 дена се процедува и се пие по една супена лажица само на сабајле 30 минути пред појадок. Треба да се пие во подолг период, односно треба да се пие 21 ден, потоа можете да си направите пауза од 10 дена и повторно да се продолжи третманот. Изванредна е за лекување на дигестивни проблеми и дигестивни пречки. Може значи да се комбинира и со други билки за други заболувања од типот на за подобрување значи на хемороиди, може да се употреби напорено со црвеното подавиче, потоа за лекување на шекер, дали е со инсулин или без инсулин не е битно, може да се употреби значи во комбинација со мешунки од граф или лист од боровница, значи можете да употребите претежно со секоја билка се меша и секако нели може да се употреби и како самостална. Се надевам дека ќе ја берете оваа билка, се надевам дека ќе ја најдете, бидејќи, како што реков, не станува збор за на доста загрозена, внимавајте како ја берете, оставете да има и за другите и секако за да може да се размножи. Ви благодарам за вашето внимание, ви благодарам што бевте дел, што ми дозволивте да ви објаснам за оваа билка, се гледаме во наредна емисија. Поздрав!